Сите заеднички поминуваме низ една колективна траума, но сепак во оваа ситуација, ова што вие навистина го правите е еден хуман гест. Најпрво би сакала да ве прашам како настана ова иницијатива и дали би можеле подетално да ни образложите за што станува збор? Да, можам да ви кажам подетално за сите работи. Самата иницијатива случајно настана после погребот на луѓето од Кочани. Дискутиравме туку парк дека на некои од фамилијата не им стигнуваат средства, дека земале брзи кредити, на заем средства и слично. И заради тоа се одлучивме да седнеме да пробаме и колку можеме да помогнеме од наша страна и направивме една ваква брза IT платформа дека се листат луѓето повредени за кој може да им донира. Дали би можеле подетално да го објасниме процесот како оди на донации и како може секој некој што сака да донира за одредено семејство да го направи истото? Да. Значи, ово не е платформа за донирање или страна за донирање. Туку е место само дека се листат луѓето, повредените, починатите и слично. Има нивните сметки се излистани, луѓето се контактирани по телефон од волонтерите тука, секој своеволно ги има дадено податоците, запознаене со сите работи, за што се користи, како се користи. Сите до сега поздравуваат оваа одлука и многу од нив се доста благодарни заради тоа што најбрзо и у најбрз можен период им стигнаа средствата од хумани луѓе низ Македонија што им помогнаа многу брзо. Колку волонтери сте дел од оваа иницијатива и како се организирате за активностите? Па сега гледате, у моментот се пример, моментално сме околу 10 луѓе, а онака сме отприлика помеѓу 20 и 30. Сабота и неделата беше оно пико заради тоа што луѓето не одеа ни на работа, ни децата на школа. Сега имаме и средношколци кои се на школа, што ќе дојдат после 5-6 сата кои ќе завршат со настава, луѓе што активно работат сега до 5 сато и обично после 5 веќе тука имаме поголеми активности. Дали имате, например, некоја последна статистика, последен пресек, колку средства до сега се собрани? Тие податоци ќе ги кажеме у 6 сата обично. Сега моментално го нема Дарко, он е задужен за IT дело за да се види и да знаете дека ние не секогаш точно може да ги кажеме податоците заради тоа што не одат преку нас, туку оставаме луѓето што се донирале, ако не информират нас и ни дадат извештај за тоа дека се го направиле, ние на тај начин знаеме. Значи нашите податоци не може никош да бидат 100% точни, пошто не сме платформа. А последните 24 сата до вчера имаше околу 12 милиони денари. Од сето она што и како иницијатива, можеби како коментари и порака некако што произлегува и од останатите граѓани, како гледате на сето она што тие го прават во овој момент, односно колку од нив се приклучуваат исто така и кон оваа иницијатива? Голем дел од луѓето се приклучуваат на иницијативата. Многу има луѓе што дават поддршка, волонтери има доста што се пријавуваат на било каков начин да пробат. Сега единствена цел ние за ово да дознаат повеќе и у Србија, у Хрватска, у Босна, за што е можно да добијат поголема помош нашите сограѓани. Тоа ни е главната цел во моментот. Која е вашата порака до сите гледачи? Што е она што треба да го направат и е неопходно да се направи во овој момент? Да не се деси на никој ово што се деси на Кочани. Инаку, гледам, има хумани луѓе, помагат им на луѓето. Тоа е тоа, не можеме ние ни да повикуваме, ни да тераме некој да донира или било што. Таа е ситуацијата. Надевам се дека ово што се случи на Кочани, ќе повторам, на никој друг нема да се случи и нема да се повтори. И вие исто така сте дел од оваа иницијатива. Од ваша гледна точка, како започнаа сите овие активности? Значи, буквално бевме собрани во градски парк, дискутиравме неколку од нас на темата на тоа како може сега да се помогне на луѓето, затоа што претходно бевме ангажирани со друг вид на помош, собиравме други
материјални работи околу како јаде, храна, вода, не знам, влажни и било што можевме да помогнеме низ болници низ Македонија. Како почнаа да ги пренесуваат во странство, веќе свативме дека овде можеме само финансиски да помогнеме и многу од луѓето буквално кажаа дека немат доволно средства за престој таму. Се трудевме исто таму да најдеме и смешти и луѓе што ни се таму во Македонија и тие доста помогнаа. Потоа се сетивме на некоја ваква иницијатива каде што ќе можеме директно да и се праќаат сметките на луѓето и тоа не беше првичната идеја колку што може побрзо да истигнуваат сметките, побрзо да истигнуваат средствата за да можат тие веднаш да ги искористат за тоа за она што и треба, на некој начин малце да ги дадеш комфорт за да не се грижат за финансиските средства. Беше многу брзо, за некои пола сат ја кренавме веб страната. Повеќе технологии се овде во прашање од околу програмските јазици, сепак сме благодарни на многу од волонтерите кои што дојдоа буквално за во тој пола саат дојдоа, се понудија за помош и успеавме за рок од не знам еден ден да направиме и некаков визуелен дизајн за да биде малку полесно на луѓето да се снаоѓаат околу целиот сајт, да полесно да ги наоѓаат сметките, да наоѓаат кој каде е згрижен, во која држава, за да можат и тие таму да си помагаат луѓе кои што се наши луѓе заминати таму. Исто така податоците околу средствата што ги објавуваме на сајтот се нерелевантни затоа што буквално веруваме на луѓето кои што ни пуштаат некаков доказ од трансакцијска сметка како скриншот дека имаат донирано, ние тие податоци ги внесуваме. Се уште доста од податоците се уште ги процесираме затоа што постојат 4 или 5 различни формати на кои што тие ни ги пуштаат сликите и ние некогаш е слика, некогаш е PDF документ, некогаш е текстуална порака, некогаш е слика плюс текстуална порака и буквално имавме многу проблеми околу тоа. Полека го решаваме тој проблем, направивме и систем за автоматско да се генерира и да внесуваат своји податоци околу трансакциите. И сега за сега стигнуваме до некоја бројка каде што се уште ние, како да кажам, не сме задоволни, ама гледаме дека луѓето на кои што се донира ни се заблагодаруваат, ни пишуваат пораки, дека во даден момент, во баш момент кога највеќе и треба, средствата и се наоѓаат и нас тоа ни е доволно. Најбитно ни е да ни се вратат живи и здрави овде. Мислиме дека за се друго ќе најдеме лек, помагаме и на фамилиите кои што веќе изгубија своји блиски. Таму знаеме дека ние на пара на светот не може да го замени она што го имат изгубено, но сепак мислиме дека барем, не знам, малце да ги мотивираме кога доста луѓе ќе помислат на нив и дека барем нема да мислат на работа во следниот период затоа што можеби не се и доволно способни за целото тоа и не знам, една насмевка на нивното лице не е нас доволно. Ова што го правите вие и што сте дел од иницијативата, како исто она што го направи младиот Јован од Виница, е навистина за почит. Што е она што во следниот период исто така би преземале? Постојано рековте дека сте во комуникација со семејствата, дали тоа би значило дека активностите на некој начин зависат и од потребите нормално на семејството овој период? Секако, значи постојано сме во контакт со секое семејство, се трудиме на сите можни начини како што можеме да помогнеме таму. Доколку имаат некаков проблем околу ова што и се случува, ќе не контактираат и продолжуваме со помошта. Следно што сакаме да направиме една сметка каде што подеднакво ќе ги дели сметките, средствата на другите сметки, тоа се уште е во процес. Неколку начини опфативме како тоа можеме да го направиме. Ќе се потрудиме колку што е можно тоа да биде побрзо, затоа што има доста донации од странство каде што сакаат да ни пуштат најаднаш малку поголема сума за ние да распределиме подеднакво на сите. Али сега за сега се уште не е можно, но се трудиме тоа да го изведеме и апелираме и малце да ни помогнат и банките во овој момент за оние провизии огромни кои што ги земаат, особено за донирање од странство. Ако можеме некако тоа да се намали, значи буквално секоја трансакција, секоја провизија нас ни значи
колку повеќе средства собереме за овие фамилии, толку е подобро за нив. Сосема за крај, што е она што уште треба да се преземе, односно некои работи и активности кои што можеби зависат од некои други, за да се надминат некои пречки, предизвици кои што се поминуваат низ овој период, односно техничките работи сега зборувам. Сега за сега се соочуваме секојдневно со најразлични проблеми, со најразлични одредена сметка не работи, одреден код што треба да се внесе за време за донацијата, не функционира и нешто такво, али се трудиме сите проблеми да ги ставаме на еден дневен список и колку што е можно тоа автоматски да се искодира и да се направи една некој автоматски процес каде што полесно ќе биде и донадорите и на оние кај што стигнуваат средствата. Благодарам.